Зборовите инспирираат, но верувајте ми, само акциите менуваат. Превземете акција, бидете храбри. Лидерството не е позиција, лидерството е акција. Затоа денес ќе говориме со мојот денешен гостин, човекот кој што направи бренд од приватното здравство тука кај нас во нашата Македонија, тоа е доктор Угриновски. Добар ден и добре ми дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Баш ми е мило. Еве, конечно се договоривме и ќе се видиме, ќе се дружиме и ќе се зборуваме на убави теми. Се навршуваат 30 години, не околу, него ќе кажам точно 30 години од основањето на првата приватна болница во Македонија. Какво е чувството да се стигне до тука? Патот се трасираше многу добро, успехот е загарантиран и забележителен, па една паралела ако може да се направи, како било тогаш и како е сега. Па да, токму така, за еден месец, еден и пол месец правиме 30 години од постоењето и основањето на Невромедика. Морам да кажам дека почетоците, кога ќе се навратам назад, биле многу тешки, многу правени системски во едно друго време. Кога велам друго време, кажувам од еден друг систем, бидејќи во далечната 92 година се дешаваше оној распад на еден систем, значи на бивша Југославија, на еден систем комунистички, преминувајќи во еден нов систем. Нормално со една убава визија, со една чиста слика што треба да биде, што фали и каде треба да се движиме, чекор по чекор, со многу труд, со многу ум и со многу мудрост да се стигне до тамо кај што сме. И нормално дека кога ќе ги враќам почетоците, ми ствара една гордост тамо кај што сме почнале, тамо кај што сме стигнале во моментот, па ќе направиме една компарација. Тоа ни дава еден мотив, едно творење да понатамо што е можно повеќе се движиме нагоре и да наредниот пат и на 50 години правиме ваква емисија. Дај Боже. Викаат дека готвачот никогаш не ги открива своите тајни на рецептите. Бизнисменот не ги открива тајните на успехот на бизнисот, но вие како бизнисмен и џентлмен, а џентлменот знае секогаш добро дипломатски да даде одговор, сакам да ја прашам која е тајната на успехот? Има многу тајни. Јас ќе кажам дека све е до умот и до трудот. Сите други многу убаво кажавте дека готвачот не ги открива своите рецепти, меѓутоа рецептот е многу работа и само работа. Така да ако човек се посвети на нешто и има добра визија што сака да постигне, како сака да постигне, во која насока се движи, што е целта, не може да резултатите да не видат тука. Дефинитивно. Вие сте пред се доктор, орален хирург, а сега сте и менаџер, нели, директор на болница. Како успевате тој баланс да го одржите и во која улога се наоѓате подобро? Да, точно е така. Значи, оралната хирургија е мојата примарна професија, каде што нели студирав, учев и ја почнав својата работа и ангажман, меѓутоа менаџирањето веројатно е дарба од Бога и јас би рекол менаџирањето е наука која што нема рецепт каде и како ќе си го формираш самиот менаџерски дел. За жал, последните 6-7 години во оралната хирургија не можам да бидам присутен, толку ми се обврските да морам да го посветам на менаџирањето. А од друга страна, менаџирањето ми исполнува, ми дава една позитивна енергија, ми дава една визија, а морам да кажам дека па оралната хирургија ми фали. Така да тоа покушавам да направам еден баланс од целата таа работа. Овие 6-7 години за жал не можам да им се посветам на пациентите за она што за жал што сум го учел и што сум го творел. Но како менаџер работите на многу пошироки визии, можам да кажам така да менаџирате многу повеќе доктори од различни области за да ги правите сите пациенти среќни кои што доаѓаат тука, нели, во оваа болница. Дефинитивно бизнисот бара ризик, а јас секогаш љубам да кажам без ризик нема награда. Како вие се согласувате или не се согласувате со оваа изјава? Апсолутно се слагам. Значи не постои успех без ризик. Јас кога ја правев оваа болница,
сите ме правеа дека сум луд и дека е ризикот огромен. Јас им докажав и покажав дека нити сум луд, нити дека ризикот е голем ако имаш добра визија и добра насока. Стигнавме до тоа што сме да бидеме навистина еден препознатив бренд и да бидеме македонска инвестиција во здравството. Ретки се македонските собственоста на македонските болници да бидат со македонски капитал. И тоа ме прави посебно горд да можам да со гордост кажам дека ние сме чисто македонски бренд. И тоа е добро да се слушне и убаво е да се повтори секогаш одново и одново. Познато е дека и вие сте човек кој што го поддржува спортот кај нас во Македонија. Од каде се роди таа љубов? Од кога знам за себе се збавам со спорт, значи од дете, од некои си своји 6-7 години, почнав со карате, па успешно играв ватерполо до својата 14-та година, по 14-та година се префрлив на ракомет. Ракометот е моја љубов, мојата пасија. Апсолутно сум цел живот поврзан со спорт и ден денеска се занимавам со спорт, значи зимно време велам дека скијам, а летно време пливам. Меѓутоа за мене зимата трае не месец дена, него 3-4 месеци, а летото трае 5-6 месеци, така да не речам 365 дена сум активен во спортот, а исто така и како поддржувач на спортските настани, на спортските манифестации со Невромедика. Така да едноставно сакал и не икел, мислам дека до крајот на животот ќе останам спортски активен и ќе бидам огромен поддржувач на спортот во нашата држава. Да, можда и тоа е, уживањето и љубовта кон спортот е можеби тајната на вашиот ведар дух што го имате. Како да кога го зборував тоа, како да зборував со еден средношколец кој што со љубов кажува за успехот и за спортот. Спортот ми е, да речам, прва и можеби најголема љубов. Не постои ден кој што нема да го посветам на еден барем 15 минути спорт, кој што ќе се активирам да можам да чисто мојот дух и мојата ведрина да ми се врати, ме отвара, ми прави убавина и ми го пролепшува денот, ми прави да се чувствувам во новиот ден убаво. А какво е чувството кога вложувате во еден клуб, верувате во тој клуб, кога и клубот не е на никаков врв, нели е, може би да кажам, не е ни на дното, но е така некаде се стагнира и во еден момент ќе направи огромен успех, а знаете дека вие сте придонеле за тоа. Какво е чувството? Вака, јас преди известно време имав едно интервју и ме праша во спортот дали има љубов према некој клуб. Јас ќе кажам дека љубовта кон спортот се раѓа и само таа се зголемува. Меѓутоа може да се каже дека за многу клубови може да се сакаат, а еден се љуби. Така да кога зборуваме конкретно, можда и гледачите го препознаат, тоа е нели фудбалскиот клуб Вардар или Вардар како спортски колектив. Тоа ми е љубов од детството и кога ќе ме прашаат дали некогаш си навијал за некоја друг тим. Имаше порано Звезда, Партизан, Хајдук, Динамо и така натаму. Не, јас секогаш единствено и секогаш ќе навијам за Вардар. Така да и сега сме активни во спонзирањето, во управувачката структура на Вардар, без разлика што Вардар е на пониски гранки, ние го преземавме сето тоа да го донесеме на оние гранки каде што Вардар треба да биде и Вардар ќе биде. И тоа е љубов која што не може да се каже со зборови. Тоа е едноставно во моето срце, чувството кое што не можам да го доловам, единствено сам себе си можам да си го кажам тоа. Меѓутоа затоа викам, сите може да се сакаат, еден се љуби. Или за секој може, или за секој може да се навија, за еден клуб се сака. А како еден елоквентен джентлмен, што мислите кога станува збор за жените? Дали многу се сакаат, само една се љуби или тоа може различно? Да, може да биде тука различно, зависно во која фаза и кога и како, меѓутоа и тука има нешто слично со спортот и со љубовта кон спортот. Како филантроп, дефинитивно, дали сметате дека во Македонија постојат филантропи кои што придонесуваат за општото добро на општеството? Дали бизнисмените ги помагаат да почнеме од културните манифестации па преку спортот? Па за жал, мислам не доволно. Може многу повеќе. Треба да биде културата, да биде и спортот да бидат споени со бизнисот. За жал има многу бизнисмени кои што не ја пратат културата, уште помалку спортот. Не мора човек да биде многу богат или да биде многу се разбира за да помага и да ја поддржува културата или спортот. Така да мислам дека кај нас треба многу да се поработи општествено на таа тема. Меѓутоа јас сум оптимист и мислам дека тоа многу брзо ќе си дојде на свое место. Да се надеваме. Како човек кој што е
многу активен во текот на денот. Како се опуштате навечер пред заспивање? Имате ли некаков ритуал? Омилена пијачка, музика? Имам многу начини за опуштање. Денот ми е многу долг, знам отприлика кога почнува, не знам ни приближно кога ќе заврши. Меѓутоа, па имам еден огромен круг на пријатели, навистина огромен круг, кој што знам со нив да го поминам денот, дали да биде тоа вечера, дали да биде вечерно дружење, дали да биде гости, одење, посетување, доаѓање и така натаму. Знам уз некоја добра музика слушајки, знам да последно време порано повеќе на книги, одморот ми беше фокусиран на читање книги, сега се сведе на интернет читањата, се менуваат времињата. Меѓутоа многу е битно да човек помине неколку часа во еден свој духовен мир. Духовниот мир не мора да значи дека е самотијата, да се изолира од јас, напротив, значи често пати знам со децата да го поминам, да искочам некаде да седнам со нив на вечера, да направиме моабет, знам со пријателите, знам уз книга, знам уз некоја музика да слушам. Битно е да човек си посвети 1-2 часа во текот на денот, да му се врати онаа позитивна енергија. Јас велам да ми се врати бројчаникот. Да. Некои викаат дека успехот, тајната на успехот е да се направи јасна дистинкција помеѓу приватното и службеното, а други па викаат успешното мешање на двете работи. Не, јас ќе го кажам за првото. Апсолутно пресек меѓу приватното и службеното. Јас ќе кажам за себе, јас приватно не се сакам. Извинете, службено не се сакам. Меѓутоа приватно се обожавам. За жал, за да биде човек успешен, треба да има една паралела во која што ќе ги подели приватното и службеното. Луѓе кои што ме познаваат приватно не може да замислат, бидејќи сум сосема друг, како функционирам службено. А луѓе па кои што ме запознале службено, познавајќи како се движам и колку сум темпераментен приватно, не може тоа да го разберат. И затоа велам дека човек треба да направи една паралела, една остра граница меѓу двете работи. Никогаш службеното со приватното не се меша. Тоа е мојата парола и за среќа моја и те како успева во животот. Успевате да го извозите тоа? Апсолутно успевам и тоа е мудроста на бизнисот и мудроста на поделбата меѓу приватното и службеното. Се надевам дека ова ќе допреете до ушите на младината, поготово ќе кажам, затоа што тие се нели нашиот столб и да видиме како ќе го применат ова и колку ќе успеат во животот. Временце да гледам надвор дека се отвори многу убаво, така да би сакал да те поканам на чаша вино на едно многу убаво скопско место. Со задоволство. Ти благодарам. Живејќи брзо и динамично, се почесто може да се сретнат личности кои од прекумерна работа не може да направат дистинција помеѓу работата и приватниот живот. За жал, тие претеруваат со својата работа и забораваат да одморат дури кога имаат навистина голема потреба од тоа. Според истражувањата, на лицата компетентни за оваа област велат дека избалансираниот живот има многу своји предности. Како главни предности го посочуваат порелаксираниот живот и на тој начин деловните луѓе имаат поголема среќа кога одат на работа. Најдобро би било да дефинирате што значи терминот баланс, според вас и секојдневно да се раководите според тоа. За некои луѓе под баланс се подразбира 6 часа работа, а за некои 10. Перспективата на гледање е различна за секого, па затоа најпрво треба да си го дефинирате овој термин и да одберете оптимален број работни часови, а при тоа да имате време и за одмор. Кога одлучувате за баланс, направете план дали би ги работеле викендите, екстра часовите на работа и слично, и доколку можете да си придржувате до планот би било одлично. Најважно од се е да бидете среќни, па затоа некогаш финансиските средства не може да ви понудат мемории и среќни моменти како што може да ви го понуди времето поминато со она што ви сполнува. Важно е да направите листа на приоритети и водејќи се по неа да го поминувате вашето време. Спорт, рекреација, пиење кафе со пријателите, вечера со најблиските се важни за психички да се одморите од напорниот ден. Во секојдневието често ја слушаме фразата "одбери работата која што ја сакаш" и веќе ниту еден ден во твојот живот нема да мора да работиш. За некои оваа фраза звучи клише, сепак во реалниот живот постојат многу луѓе кои што работат професии за кои што немаат никаква љубов и тоа резултира многу лошо.
Иако ви звучи неповрзано, сепак за да имате баланс меѓу работата и времето за одмор, значаен елемент е и дали ви се допаѓа работното место. За да имате рамнотежа меѓу работата и приватниот живот, влијаат и многу екстерни фактори. За да можете да бидете имуни на сите овие фактори, значаено е да водите внимание и за вашето здравје, а за тоа значаено е да знаете кога да кажете не и во текот на денот да најдете време за себе. Ако зборуваме реално, ќе сватиме дека совршениот баланс не постои. Колку и да тежнееме кон совршено избалансиран живот, тој не може да се изведе во пракса. Освен што е тешко да се постигне целосниот баланс, тој има и своји мани. Ако сакате да остварите големи работи и да имате успешна кариера, тогаш, особено на почетоците, многу е тешко истата да се изведе со работа од 9 до 5. Неравнотежата за некои представува можност и на тој начин, давајќи го својот максимум, градат успешна кариера. Балансот освен предности нуди и слабости, како пропуштање на многу потенцијални можности. За многумина тенка е границата помеѓу работа и приватен живот. Сепак, и покрај големите цели, и кога имаме многу работа, убаво е да ставиме граница меѓу нашите работни сати и одморот. Убаво е секогаш да наоѓаме време за одмор, за луѓето што ни значат и за самите нас. За да стигнеме до успеси, мора да имаме одмор и време на страна од нашето работно место. И еве, како што ти ветив, така и остварувам се наоѓаме на една прекрасна локација каде што може да се видите и Скопје и природните убавини на Скопје и во тоа име ќе наздраво. На здравје. На здравје. Живееме во земја која што дефинитивно изобилува со природни богатства, само малку повеќе треба да си ја цениме. Апсолутно се слагам. Имаме прекрасна држава, прекрасна природа, прекрасно обкружување. Треба сами да си го направиме, да уживаме во она што ни го дала природата. Така е, да видиме повеќе џентлмени кон државата. Апсолутно. И кон нашата земја татковина пред се. Авантуриста, хедониста, човек кој што ужива во животот, џентлмен. Зборувам за вас, се разбира. Можеме често да ве видиме низ локали од Скопје преку Маврово, Охрид и така натаму, но и на некои далечни дестинации. Човек сте што е влюбен во патувањето. Дали ова го правите од задоволство или го правите од работа? Кога патувам приватно, секогаш го правам од задоволство, патувам многу. Едноставно ми дава позитивна енергија, сакам да се тргнам од секојдневните обврски, секојдневната монотонија, да нешто променам, да нешто видам, да се прошетам, да го видам светот, ми представува задоволство. Меѓутоа често пати патувам и службено, нормално како што обврските работни ми диктираат да јас морам да одам и службено. На подалечните дестинации нормално секогаш одам од приватно, уживам и задоволство ми е да уживам во стилот на живот и она што ми го обкружува, сум посетил многу земји. Повеќе би рекол каде не сум бил, можам да набројам отколку кај што сум бил. И едноставно уживам во различните култури и различните обичаи што ги среќам и различните луѓе. И од секое патување, посебно од оние екзотични или далечни дестинации што имаат многу различна култура од нашата, извлекувам некоја полука, некој стил на живот и се обидувам барем тоа што највеќе ми останало во глава да го имплементирам во моето секојдневие и навистина успевам. Тоа е едно богатство, нели? Сите ние ја делиме оваа планета Земја, сите имаме различни култури, кога би ги измешали, би го извадиле најдоброто, ќе се случи тоа што се случи во вашиот случај, се случува успех. А која ви е најомилена дестинација кај што сте биле до сега? Па обично далечните секогаш ги ставам, поблиските се кај што секојдневно можеме да одиме. Мене број еден ми била и секогаш ќе ми биде Малдиви. Таму сум бил веќе 4 пати. Одлично. Се надевам дека ќе отидете и со скоро. Па се надевам, да, јас сум сигурен дека ќе биде и 5 пат. Да. А негде каде што не сте отишле, а сакате да отидете? Па обично таму кај што сакам одам. Сега короната ме спречи, ми беше во план да патувам во Мексико. Тамо не сум бил, зборам во Мексико, оној дел кај што се како Канкун, кај што се кај што се Тулум и така натаму, кај што се оние екзотични места, иако сум бил претходно во северниот дел на Мексико, тоа ми е една дестинација која што сакам да ја посетам и се надевам дека во блиски днина и
ќе ја посетам брзо. Ма можда и заедно ќе пиеме некаде таму текила, што знаеш. Дај Боже, дај Боже на убава текила, да. Джентълмен магазин, нели ни се вика емисијата, зборуваме за едни добри манири. Јас викам, често кажувам и веќе сум можеби станат досаден дека джентлменството е вид на изумирање, но со вакви луѓе како вас и мои соговорници што биле претходно пробуваме да го издигнеме тоа джентлменство на повисоко ниво. Па еве од тој аспект, што за вас представува поимот джентлмен? Повака стил на живот и убаво понашање. Значи, израз на култура. Джентлменството е навистина кај нас нешто што треба многу да гаиме, да го вратиме на она ниво кое што нашите предци, дедовци знаеле джентлменски, барем дома и кон првото поколение на фамилијата да се постават, па понатамо према другите. За жал, живееме во еден модерен урбан свет во кој што се повеќе и повеќе изумираат джентлменските и људските карактеристики. Убавото понашање, убавиот стил на имплементирање на она што се вика култура, човечност, људскост, сето тоа треба длабоко да биде врежано во секој човек, бидејќи е дефиниција на људскост. Така да правам паралела меѓу джентлменството со људскоста. Тоа се едно споено, нераздвоиво ткиво. Така. Кога еден маж би требало да го опишете за джентлмен, што треба да поседува, да кажеме, 3-4 особини, 5 нешто што вие како основно? Често пати кога седам со жени, соговорници ми кажуваат дека ти си джентлмен, ти си господин, ти си... Секој маж треба да има она машка карактеристика, да биде добар бизнисмен или добар работник каде што работи, не е битно каде, добар родител и добар маж во куќа. Значи, джентлменството е стил на сите тие стилови на живење и на култура на однесување. Ако вие не бидете добар работник, ако не бидете добар бизнисмен, зборам од људски аспект, не може да бидете нити добар родител. Сето тоа е поврзано како една карика во која што алка со алка се споени. Си бара еден сериозна тематска имплементација во нашето општество. Уште од најрано детство, джентлменството да биде стил на однесување. Ја би рекол можеби еден предмет во школа, култура на однесување. Тоа го нема. Во денешното општество за жал тоа го нема. Ние со емисијата и тоа пробуваме да го направиме, затоа и од вторава сезона имаме имплементирано една рубрика што се вика Школа за джентлмени. И пробуваме, знаете, да го доближиме джентлменството до помладите генерација и постарите што го подзаборавиле, затоа што имало повеќе луѓе кои што раснеле како джентлмени, но тоа се изгубило. Јас ќе кажам, старите го имаат повеќе джентлменството. Помладите генерации се тие кои што кубурат со тоа да им недостасува. Имено, но зборувам дека и по старите генерации кои што раснеле некако попатно го загубиле, но загубиле за жал овој систем на брзо живење денес. Така да јас секогаш викам, така и на академија учевме, човек може да научи оно што може да украде, слушајќи го другиот, така да ние сме тука и понудуваме. Кои се земјали вистинските вредности во животот? Има многу вистински вредности. Прво, вистинските вредности во човек треба да биде исполнет. За да биде исполнет не се потребни пари. Доволно е луѓето што го окружуваат околу него да го исполнуваат. Сосема е доволно, за тоа не треба пари. Исполнетоста ја прават и пријателите, кругот на пријатели, кругот на роднини, кругот на колеги, стилот на живот. Човек треба да ужива во животот, бидејќи не создала оваа природа и не овозможила да живееме. Треба максимално турбо да си го искористиме она тло под сонцето што ни го дала природата или општеството, да си го максимално искористиме онака како што треба. И треба човек да не биде роб на самиот себе. Треба малце да стилот на живот да си го насочи да може да се осеќа задоволен и среќен. Секако се сложувам со тоа. А кога станува збор за материјалното, тоест за парите, нели, ете и Наполеон уште викаше парите го вртат светот и така натаму. Колку парите се клучен фактор за среќата на човек? Не се слагам. Не треба пари за среќа. Знаете, можеби велат имало и богати, многу богати на Титаник, ама немале среќа. Да, дефинитивно. Среќата сами си ја креираме и сами си ја насочуваме.
парите не се основниот фактор. Парите се нужно зло без кое што ние не можеме можеби да обстоиме. Меѓутоа не се потребни многу пари за задоволство. Пример, јас секој утро кога станувам, ме исполнува новиот ден и викам колку е убав овој ден, нов ден, бидејќи природата родила нов ден. Значи, човек треба да ужива во самото тоа што денеска ова сонце ме прави среќен. Дефинитивно. Тоа е тоа. Тоа е тоа и што ние повторно ни се дала шанса од Бога да бидеме во тој ден учесници, така да тоа е тајната и суштината на живењето. Повторно ќе кажам, кој колку сака да верува во тоа, ќе биде поуспешен, нели? Од муабети и од тоа што сум можел да видам, доктор Емил Угриновски е човекот кој што важи за еден од најдобрите организатори на приватни забави, човек кој што навистина се зборува за тие забави и како домаќин, и како човек кој што има вкус за забава, сен за забава и знае да ги донесе вистинските ѕвезди. Како успевате да ги задржите тие забави на едно такво високо ниво? Почетокот беше сосема спонтан пред, ми се чини 17-18 години, кога решив еден ден во годината е роден ден и да биде мој ден, посебен ден, да биде различен од сите други денови и да уживам посебно во тој ден. Почнав од забава, од радозналост да викнам на мојот роден ден некоја звезда да пее. Тоа стана традиција и стана престиж да речиси нема балканска звезда која што не била на моите родендени, која што не пеела на моите родендени и која што едноставно ме исполнува тој ден да си го направам да бидам среќен, да биде посебен и да се осеќам пријатно со сите мои пријатели. Како што напомнав претходно, имам огромен круг на другари и пријатели, огромен навистина. Дури кога ги канам сите тие, половината ми се љутат бидејќи не можам да стигнам да ги викнам, а верувајте дека има сигурно 300-400 гости на секоја забава, така да едноставно се осеќам да тој ден го одбележи она што јас што пред малку го кажав, дека сами си се креираме, сами сме да уживаме во својот живот ова што ни го дала нас природата и она што сме се родили. Хедонизам и како збор и како феномен за мене представува нешто многу убаво. Дали хедонизмот вие го доживувате како луксус или како начин на живот? Пред себе кажал дека е начин на живот. Луксузот, задоволството не е луксус, задоволството човек треба да си го направи да биде задоволен и среќен во она што го живее. Сепак би кажал дека е стил на живот. Не може секој да го живее хедонистичкиот стил, не може да биде она што го бара тој стил. Едноставно за тоа е потребно малку стил на однесување, стил на начин на живот. Човек треба да биде задоволен со тоа што го направил, да ужива во тоа што го направил и да ги собира плодовите од тоа што го направил. Едноставна формула, мислам. Влюбеник сте и во автомобилизмот и во добрите автомобили, тоа е познато. Уживате ли да возите? Да. И сум во автомобилите и уживам да возам. Знам да седнам во кола, не ми треба возач, не патам од таков комплекс, живеам едноставен живот, значи знам да со едно седнување да се најдам во Минхен, да се најдам во Љубљана, се најдам во Трст, Милано и така натамо, сам без да некој ми биде возач или да ми едноставно сакам да уживам, а за тоа е навистина потребно да имате еден и убав автомобил кој што ќе ве донесе на таа дестинација, но и безбедно, не само да биде возење. Така да автомобилите ми се една пасија, страст која што едноставно сакам брзи спортски автомобили, но и уживам и во класиката. Кога станува збор за опуштање на стресот со добро вино, добро виски, можеби пура, знаете ли да уживате во тоа? Тие што ме познаваат, знаат дека сум еден од најголемите познавачи и љубители на пурата. Во виното уживам, не знам од кога, веројатно од моја најмала детска возраст. Уживањето, пурата ми дава едноставно релаксирање, тој час и половина, два, зависно од типот на пура што се пуши. Уз добро вино и добро друштво, добри пријатели, навистина е една успешна формула за опуштање. Нема втор пат, за прв печаток јас тоа секогаш знам да го кажам, а првиот печаток е секогаш многу важен.
колку сметате дека бирањето на вистинското и добро одело е клучно за успех во бизнисот на одреден состанок кога се оди? Гардеробата не го прави човекот, го прави умот, го прави стилот и го прави способноста. Секој човек сака убаво да биде облечен, секој човек сака да изгледа убаво. Не патам од комплекс што носам, не патам ни од комплекс каде купувам. Едноставно повеќе време имам во странство, па затоа купувам таму отколку што имам тука. Меѓутоа, мислам дека оделото јас уживам повеќе во casual, во поспортска варијанта, оделото е по-сериозна варијанта, кога имам по-сериозен тип на состаноци. Меѓутоа, драго ми е што последниве неколку години дојде време во кое што е полу-кежуал оделска варијанта, велам, без кравата или лептир машња, делува многу по-вкусно и по-едноставно. И навистина тоа е еден стил кој што мислам дека долго ќе трае. А имате ли омилено парче облека? Секогаш имам парче облека што е омилено, повеќе уживам во джинс отколку што уживам во одела. Знам уз тоа да некој елече или некоја потенка јакна на мене носам, некоја кошула, обично джинс и кошула е парче облека во кое што уживам. А кога станува збор за оние джентлменски навики, да кажеме, затоа што одговорноста е, како викаат, одлика на големите луѓе. Дали точноста, тоест, дали често знаете да носите часовник, се држите ли до времето, знаете да касните и така натаму поврзани работи? По мене можете часовникот да го наместите, нема никогаш да сгрешите, значи без разлика сега не носам часовник, меѓутоа многу често носам, имам голема колекција на часовници, никогаш не достам, секогаш сум дури пред време, меѓутоа гледам сериозноста на еден човек се гледа во недостенењето, кога ќе без разлика колку е некој голем човек кој ќе ми задоцни повеќе од оние академски 15 минути, веќе ми прави сосема друга визија за него во мојата глава. Сум исклучително точен човек, исклучителен човек кој што се држи до принципите и до туѓото време. Викаат дека, знаете, жената можете да ја освоите со повеќе работи, но едно од тоа е храната. Доколку на жена изготвиш нешто добро, ти ќе успееш да ја ќариш таа жена, што се вика. Знае ли Емил да готви, сака ли Емил да готви? И дали имаш освојувано жена со храна? Да, ќе кажам и многу жени, жената може со храна и со добро вино и со добар, јас велам, моабет. Уживам во готвењето, тие што ме познава знаат дека готвам, никогаш не сум прочитал книга за готвење, никогаш не сум направил нешто да копирам, да го прашам некој, дали кувар, дали пријател, секогаш сум креирал сам и сум исклучително успешен во готвењето. Прво сум голем гурман, веројатно затоа, а моите специјалитети од стилот на зајак, од стилот на дропсарма, од стилот на дивеч, тие што го пробале, навистина биле фасцинирани. Веројатно е тоа дарба, а за мене е среќа што утре си имам резервна професија за не да Боже. Да, никогаш не се знае, да. А во која ситуација, според вас, сте испаднале најголем джентлмен кога станува збор повторно за освојување на срцето на една дама? Можете ли да се сетите на некоја случај? Има многу има такви ситуации. Видете, дама, джентлмен е кога ќе се појави помош кога му е најпотребно на некој човек. Значи, тука се раѓаат и оние не само љубов од аспект на да освоиш дамата од љубовен аспект, туку да освоиш од човечки аспект. Мислам дека најджентлменски е кога сум им се нашол во неволја и во тешки времења на луѓе кога им требало. Да им помогнам на разни начини. Тие ми останале денеска ми останале доживотни пријатели и ќе биде така. И мислам дека поголема джентлменство од помошта кога на некој му е најпотребно не постои. Да, тоа е и човечки. Да, апсолутно. Джентлменството е еднакво на човечност. Прекрасен е муабетот и јас би водел муабет уште многу долго време. Сакам да те прашам за крај, дали имаш некој совет што ти останал од татко, дедо, пријател, книга, што го практикуваш, едно, и второ, што би им ти препорачал на младите како водилја за понатаму, водилка? Да, значи, јас вака, од татко ми имам научено, кога имав 20 години, му кажував дека знам све. Тој се смееше, ми викаше, синко, јас на мои години, тогаш имаше 50-тина, ништо не знам.
дојдовме во таа ситуација на моја возраст сега да често пати на моите блиски, на моите деца, на моите соработници, менаџери, им кажам јас ништо не знам. Тие остануваат со отворена уста, ќе осетат мудроста кога ќе дојдат на моја возраст. Тоа е совет кој што сум го научил од татко ми и го применувам. На моите деца се обидувам да ги насочам сами да се борат во животот. Родителот е кровот кој што ти го те створил и кој што ти го поставил да како база. Меѓутоа, родителот не може цело време под кровот да внимава како расте дрвото. Самиот треба да се грижиш да тоа дрво расте во правилна насока. Тој го често пати и на моите соработници, на моите деца им го кажувам и мислам дека најдобрата поука и најдобриот совет е да се учи човек на туѓите грешки за да не ги направи и да извлече поука од постарите. Мислам дека има што да се научи. Ете, кога веќе го спомнавте тоа, луѓето многу се разочаруваат кога ќе се сопнат на првото скалило одејќи нагоре. Дали тоа сметате дека треба да се откажат или треба само да станат, да се истресат и да продолжат понатаму? Да станат, да се истресат, колку пати сум се сопнел, колку пати сум станувал, ама секогаш сум станувал појак, почврст и поупорен и ме донело до тоа да успеам и ми било поука каде грешам, што треба да сменам, што треба да променам и каде да се насочам. И верувајте, во животот има многу сопки, има многу падови, ама секогаш треба дигањето да биде поголемо од паѓањето. Истрајноста е секогаш. Истрајност. Или што би рекле, усус ест магистер оптимус, искуството е најдобар учител. И благодарам бескрајно што ми беше гостин и за прекрасните муабети и совети. Благодарам. Моите родители, мојата сопруга, Кан, Каја, Алара, Алја и уште на крај, пошто имам 4 деца, петтото е на пат, тоа се моите 5 работи без кои што ја не може да функционира. Откако работите ќе се случат, не можеме ништо да направиме, освен тоа да одбереме како ќе реагираме. Само контролата е клучна во изградбата на успехот. За повеќе совети, гледајте го Gentleman магазин на македонската телевизија.